Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат се снимам од мојот прекрасен двор. Едноставно сакам да ја доловам оваа убавина колку можам и оваа енергија, да ви дадам малце енергија вас, да разговараме некои актуелни теми и да видиме до кај сме и што сме. Прво ви ја прашал вас, до кај сте вие со вашите соништа? До кај сте со вашите планови? Дали ги одржувате во живот вашите соништа? Дали ги остварувате? Дали веќе тргнавте на пат да ги остварувате? Се надевам дека ги чувате вашите соништа живи, дека сте тргнале на пат да ги остварувате и дека си развивате својата индивидуалност. Например, зошто е толку важно да развивате својата индивидуалност? Затоа што преку развивање на индивидуалноста вие доаѓате до вашата мисија, односно причина зошто сте на оваа планета. Тоа може да го постигнете само преку развивање на индивидуалноста. Така да индивидуалноста е многу важна, соништата се многу важни, се надевам ги одржувате во живот. И сакам да ја прашам до кај сте со вашите соништа. Знам многу луѓе ми пишуваат дека сакаат да земат имот, дека сакаат да почнат свој живот во природа, дека сакаат да бидат среќни како Јуво зад мене кој што трча. Видете само колку е среќна она. И само тоа го стивам ова видео, само колку да ве потсетам да си ги одржувате луѓе соништата живи. Затоа што на крај крајеви тоа сме ние, треба да го правиме тоа што го сакаме. И јас мислам дека секој ден кога правите тоа што не го сакате, вие изгубен ден и вие тој ден не живеете. Значи, не се важни годините, важно е колку имате живот во своите денови. Значи, тоа е толку едноставно и токму за тоа го снимам ова видео. Да ве потсетам да си ги одржувате своите соништа во живот. И секако да ми кажете до кај сте со вашите соништа. До кај сте со вашиот имот од соништата. До кај сте со вашата куќичка од соништата. Дали земавте животни да чувате како што викавте некој од вас дека сакате. Многу ме интересира тоа, затоа што ќе ми даде надеж, затоа што ќе ми даде и мене мотивација и енергија, и затоа што сакам да го видам тоа кај вас, затоа што знам дека тоа е убаво и дека е тоа добро да го правите. Например, дете да расте со животни во природа нема поубаво од тоа. Значи, тоа е најубавото нешто што може да му го пружите на вашето дете. А тоа е да биде во природа, да биде на место каде што е чисто, здраво и да се дружи со суштества кои што имаат чиста енергија. Значи, тоа е најубавото што може да му го дадете на вашето дете. Знам дека многу од вас викате, јас заради моето дете живеам во град, меѓутоа не знам како да ви кажам луѓе, ама тоа е едно голема лага. Че вие живеете во град заради вас. Тоа е толку едноставно затоа што децата сакаат природа, сакаат животни и која е логиката ти да живееш со дете во место кое што е загадено, нечисто и обкружено со луѓе кои што имаат неубава енергија најчесто, за жал. Нечиста енергија, посесивна, его и сите тие работи. Значи, доколку сакате добро за вашето дете, вие треба да го однесете во природа. И знам дека многу ќе кажат, па детето таму е несоциализирано. Меѓутоа, токму и тоа размислување паѓа во вода, односно тоа е уште еден изговор да се вие сами задржите на места кај што има згодни момци и девојки, нели, и алкохол, и дрога и такви работи. Меѓутоа, верувајте, децата сега се во градовите
многу малце социјализирани затоа што сите се со телефоните, сите се поделени во групи, сите ги учат да се гледаат својата работа и така натаму и така натаму. Меѓутоа не можам да навлегувам во тие теми, знаете како се завлекувам во тие теми, па после не можам да се одглавам или да испаднам. На крај крајеви секој со својот пат и избор. Јас како мој совет од срце можам да ви дадам и да ви кажам дека растење на деца во природа, каде што има чиста енергија, каде што има здрав воздух, каде што има здрава вода за пиење, каде што има здрава храна, нема поубаво. Тоа е најдоброто што можете да го направите за вашето дете. Па после, оно нека се одлучува каде понатаму, дали ќе продолжи во тие казамати, во тие бетонски населби, или ќе си продолжи да си гради живот во природа. Меѓутоа, како што сте му дале шанса да го искуси градот, односно сите тие механизми на загадување, бетон и слично, дајте му шанса да искуси природата, како што оно осеќа дека е убаво и како што него му одговара. Затоа што, например, ние во Македонија имаме толку кротка природа, така да нема проблем да го однесете детето на било која ливада и да го пуштите да си игра покрај некој поточе, покрај некоја река, секако ќе го надледувате вие. Меѓутоа, дајте му таа еднаква шанса како што сте му дале за да биде во град. Затоа што вие ако држите 90% од времето во град, 10% во природа, може би помалку, може би повеќе тука некаде, тоа нормално ќе биде наклонето на кај град. Затоа што вие сте го насочиле таму, вие сте му опружиле само таа опција. Затоа одете во природа, посебно вие што имате деца. Јас бев многу позитивно изненаден на мојата работилница последната година, минатата година, последната работилница, сакам да кажам. Бев многу пријатно изненаден што дојдоа луѓе со бебиња на мојата работилница, па дури и кампуваа. Ја реков, па еве и ова е можно. Можно е. Значи им давате шанса на децата да осетат и природата и таа чиста енергија, како што сте им дале шанса да го осетат тој град и тој бетон и сето тоа што иде во градот, знаеме, тие гужви. Значи, само кажувам дека треба да им дадете еднаква шанса на децата, да им пружите и природа и град, а не ви им давате град тука, природа тука и после очекувате од децата да направат некоја разумна и паметна одлука, нема. Затоа што ти знаат само ова што сте им го дале во најголеми количини и токму тоа и ќе го бараат во остатокот од животот, мал број ќе се свртат некој природата, меѓутоа тоа не е ни толку важно, не е ни тоа да мора да го направите, тоа е чисто еден мој совет, едно мое размислување, една тема која што сакам да отворам, односно на рамноправно распределба на времето на децата, на град и на природа. Колку време во град, толку во природа, па да видиме што ќе се случи. Затоа што пак ќе напоменам, ние имаме толку кротка природа, толку мирна природа, кај нас нема отровни билки, имаме многу малце отровни рептили, имаме неколку вида на змии кои што живеат најчесто во карпи. Јас, например, 20 години имам само неколку пати видено змија. Змиите се толку срамежливи и плашливи да треба само да тропате малку кога се движите и тие сите ќе избегаат. Значи, ете долку се плашите од змии, вие земете стапи, само тропајте на земјата пред вас, змиите осеќаат таа вибрација, они ќе избегаат, меѓутоа тие се толку ретки, можам да кажам дека веќе се и истребени. Змиите за жал се истребени затоа што се помалку ги има. Јас не ги гледам, јас сум најчесто во природа, многу ретко гледам змии. Јас сакам змии, фасциниран сум од нив, меѓутоа ретко ги гледам. Аз сум видел преубави змии, сум видел жолта змија, сум видел зелена змија. Тоа било преубава змија, затоа што ние тука имаме змии 9 или 10 вида на смокови кои што не се отровни. Тие се многу користни змии кои што го одржуваат редот во природата.
Така да ете и за змиите малце да ве релаксирам. Други опасни работи во природата немаме во Македонија, немаме крволочни животни како тигри, лавови, не знам ни тие колку се крволочни, но така ни се представени преку медиумите. Меѓутоа тие животни што ги имаме кај нас се волкот, мечката, но и тие се толку ретки, а ние живееме во симбиоза со нив веќе долго време. Волкот ни е наш, како што имам зборувано, тотемско животно, така да ние имаме конекција со тие животни, немаме никаков проблем. Тие никогаш нема нас да не нападнат, освен во ретки случаи. Меѓутоа шансите вие да сретнете такво животно се моментално нула. Доколку не живеете 24/7 во природа, па тогаш имате некоја мала шанса да видите животно или да сретнете од тие животни, така наречени големи животни или месојадни животни, како што се волкот и мечката и рисот, но за рисот веќе таа приказна тој исто го има во многу мали бројки. Така да луѓе да ве потсетам на тоа, да ги носите децата во природа, па да видите како ќе се развијат они, затоа што верувајте дека многу по-позитивно ќе им делува природата од градот. Многу по-позитивно. Затоа што животните, па и со животни ако може да ја обкружите, тоа како што кажав нема поубаво. Животните имаат многу чиста енергија. Нели Јубов? Така луѓе, ви благодарам, се надевам ќе размислите за ова што ви го кажав и ќе ги однесете, пак ќе кажам, децата во природа или ќе им дадете еднаква шанса да искусат природата како што го искусуваат градот. Ви благодарам за вниманието, луѓе. Се гледаме во некое мое наредно видео со некоја моја наредна тема. А до тогаш секое добро и се гледаме.